Здраво и добре дојдовте. Ако до сега се уште не сме успеале да се запознаеме, мило ми е, јас сум Зока Црношија, а ова е Кој кого расте, емисија за растење на родители и на деца. Кога јас растев, имав симпатии кои што беа силно критикувани од страна на мајка ми, дека се несоодветни за мене, нели што се подразбира, неписмени и непродуховени. Непродуховени на 15 години, можете да замислите. Во секој случај, тоа сега ми се чини урнебесно смешно, но тогаш ми беше комплетна драма. Како и да е, сите ние еден ден ќе се соочиме со тоа дека нашите деца ќе пораснат и ќе се соочиме со нивниот љубовен избор и најдобро е уште сега да се наоружаме со тешка артилерија и да бидеме подготвени за тој момент. Тоа ми помогна, ете како ми олесни оваа целата ситуација, да ја одберам темата на денешната емисија, а тоа е влюбување, љубов и симпатии. Имам неверојатно богата трпеза подготвено за вас и имам деликатесни прилози и многу вкусни изјави и би сакала да останете со нас да видиме каде ќе не одведе оваа љубовна приказна. Како што веќе ви кажав, денешната тема е љубов, симпатии и влюбување. Толку уникатна тема, толку уникатно искуство кое што не менува и емотивно и физички во текот на целиот живот и мислам дека ќе беше штета ако на оваа тема не и дадеме приоритет во една од првите емисии и не ја обработиме достојно, бидејќи е навистина квалитетна и тема која што има содржина во себе. За почеток ќе ја видиме Славица Пенева, наш дежурен педагог, која што ќе ни каже како низ ова искуство да ги следиме нашите деца и од сето тоа да излезат, ако е можно, со самодоверба, да научат да сакаат и понатака да сакаат. После Славица ќе го видиме Зоран Јовановски, познат градски лик, татко на 3 ќерки, не близначки, тризначки, Теа, Леа и Јана, кои имаат по 14 години и сакавме да слушнеме од негова гледна точка како се соочува со нивните љубовни проблеми. По него ќе дојде Маја Бечковиќ, предпоставувам повеќето исто така ја познаваат, ќе ни биде гостинка во студио и таа исто така ќе зборува на тема деца, влюбување, симпатии, бидејќи и таа има 3 деца, Маша, Максим и Матија. По Маја ќе имаме неодоливо шармантната Кети Илиевска, која што за разлика од сите други ќе зборува за своите симпатии кога таа била дете. Па мислам дека е ред да останете со нас. Не гледам друга опција. Прашање. Детето ви се доверило за неговата нова симпатија. Вие, по да, ќе му се изнасмеете на лошиот избор. Под Б, ќе го викнете пред гостите да раскаже за симпатијата. Под В, ќе му кажете дека тоа е срамота и уште еднаш да не зборува глупости. Одговор. Ако ви беше тешко да заокружите кој било од одговорите, честитки! Имено, сите одговори се погрешни. Доколку не направите ниту еден од нив, вие сте добар родител. Кој кого расте? Телма телевизија. Оваа недела ја прашавме Славица Пенева која е најраната возраст кога може да очекуваме нашите деца да се влюбат. Како и дали да се инволвираме во целата таа приказна, како да ги спроведеме низ тоа искуство, да излезат посилни и посамоуверени личности. И мислам дека она што го кажа за мене, например, беше многу корисно. Затоа останете и видете дали би било можеби корисно и за вас. Првите симпатии, првата љубов кон врсниците се јавува негде после 6-7 години, со тоа што веќе родителската љубов ја чувствуваат како по дефолт, меѓутоа и ја одбегнуваат на некој начин, усмерувајќи се на љубовта и поддршката кон врсниците. Таа љубов има потребна и таа поддршка има потребна. Морам да кажам дека ако не научат во овој период да се однесуваат со љубов кон своите врсници и да ја добиваат љубовта од своите врсници, дека тоа е голем проблем понатака во животот, тоа дете би останало неисполнета личност во секој случај.
од 9, 10, 11, 12 години веќе се склучуваат тие интимни пријателства, кога децата имаат потреба да имаат другарче покрај себе, на кое би му ги кажале своите интимни чувства, лични информации за себе, а другите деца тоа не го знаат, нели? Тоа е само меѓу тие две детски личности. Во секој случај треба да има мала шала на таа тема, за да детето не го свати тоа премногу сериозно. Меѓутоа, претерана шала во секој случај не е добра, затоа што може да го повреди детето и детето може да стави бариера на таа тема во однос на родителите. Значи, да не се отвара понатака во животот и да разговара на таа тема со нив. Пред се е многу важен тука моментот на односот на родителите, на мајката и таткото во семејството. Значи, тука има многу примери и начини кои родителите може да ги покажат пред своите деца. Во секој случај да бидат позитивни. Доколку детето има потреба за помош, можеме да му организираме некое дружење со неговата симпатија, па макар тоа да биде и гледање цртани филмови. А доколку веќе конкретно го знаеме проблемот во релација со симпатијата, можеме да издраматизираме некоја ситуација, дали тоа ќе биде со кукла. Например, правиме таква ситуација, оној диалог што треба да тече меѓу тие две детски личности, да го издраматизираме и да го покажеме начинот како треба да течат тие разговори, тие ситуации, тие начини на однесување. Ако сметаме дека не е вистински избор симпатијата за нашето дете, нашата реакција треба да биде многу претходна, превентивно да кажем. Прво треба да дадеме некој патогас, треба да поставиме некои граници, какви ќе бидат тие односи. Се разбира во однос на возраста на детето, тие граници треба да се постават. Меѓутоа, многу е битно да ги поставиме кај децата моралните вредности уште додека се мали. Значи, дете со своји морални вредности, начини на однесување, во секој случај ќе бара соодветна личност во својот живот и во својата љубовна врска во текот на животот. Славица ни потенцираше дека за тоа како децата ќе ја осознаат љубовта и како ќе минуваат низ љубовните искуства, сепак клучна улога имаат мајката и таткото. И еве еден татко, се вика Зоран Јовановски и има 3 ќерки, Теа, Јана и Леа. Имаат по 14 години, тие сите се близначки, нели? И многу ме интересираше да го прашам како тој се справува со нивните искуства, бидејќи се во еден период во кој што имаат најсилни емоции и можеби треба да слушнеме од овој момент натаму како тој и сопругата Жаклина ги доживуваат сите овие работи. Интересна е темата, во смисла, веројатно една од најтешките професии во светов, воспитувањето на своите деца. Како се справувам? Јас со моите многобројни деца, бидејќи секоја од нив има своја енергија, свој карактер, свој бубачки у глава, се обидуваме заедно со сопругата да ја доловиме секоја, односно нивната енергија, потреби, секако различно, со секоја различно. Сите на некој начин си имаат своји барања за животот, своји афинитети и според тоа се адаптираме на нивните потреби и се обидуваме да им пренесеме нешто од нашето знаење, нашето искуство, за да го доловат овој реален свет. Па да, почнуваат сега да отвараат теми за веројатно најсилната енергија у светов, која што се вика љубов, и нормално е да почувствуваат нешто како оние пеперучиња во стомакот што се јавуваат, покажуваат некакви симпатии, скриен им е се уште срамежлив тој однос кон тоа, но отворени се, разговараме и за тоа. Се разбира, шали, призвуки има.
еден кон друг, како, што се случило, зошто. Така да интересни ситуации имаме секако, бидејќи се сите три различни и сите имаат различно чувство, што е многу нормално. И е интересно, во секој случај е интересно. Без оглед на се работи за чувства и емоции кои што сакале она или не, тие ќе си дојдат во времето кога ќе им се случи нешто. И ги оставаме сами. Тука никој на светот не може да ти каже дали, кога, како. Знаеш, тоа ти е по принципот 1000 зошто и 1000 затоа. Ги оставаме сепак сами да ги водат нивните чувства и емоции. Но ако и нешто се случи, тоа они веројатно умешно ќе знаат да го. Бидејќи кај нас дома секој пат има отворени теми во однос на сите тие можеби табу што негде важат како табу, кај нас се сосема отворени во однос што е тоа љубов, што се случува, дали е сега време секс? Да. Зошто ова, зошто тоа, како ова, како она. И многу реално се прикажуваат работите за да можат, кога ќе излезат во реалниот свет, за да ги воочат работите и за да знаат сами да пресудат за тоа. Што мислам дека е сосема окей. Зоки беше навистина големо освежување за нашите сетила, бидејќи многу вешто се справува со толку многу естроген во неговото семејство. А сега ќе ја видиме мојата пријателка Маја Бечковиќ. Маја Бечковиќ и Иван Бечковиќ, сите ги знаат, тие се едни познати градски ликови, основачи на македонска музичка мрежа. И плюс од скоро време се предприемачи, имаат мал семеен бизнис, меѓу другото се родители на 3 деца, 19 годишната Маша, 15 добро зборувам, 15 годишниот Матија и 5 годишниот Максим. Така е, да, вашето најголемо последно изненадување. Па не беше баш изненадување, беше планирано од секогаш. Да. Убаво изненадување, сакам да кажам. Да. Трето дете, сигурно е голема радост во семејството. Да. Како се сноѓате, како сте овие денови, како ја поминувате зимава? Добри ли сте? Па добри сме. Децата во сред учебна година учат. Маша е прва година на факултет, на Финки, Матија е прва година во Корчагин. Максим е прва година во Градинка. Оваа година се ни тргна на почеток, така да добро е, само што е малку ладно, малку многу ладно, ама само тоа ни пречи. Да. Во каква динамика живеете? Сите имаат различни активности, претпоставам и вон училишни активности, кој ги развезува, како се снаоѓате? Кој е задолжен за ете така нивното? Ние децата ги имаме уште од најмала возраст учено дека сите работи кои што сакаат да ги прават треба да бидат самостојни и во принцип не ги разнесуваме освен тогаш кога е нужно потребно. Така. А верувам дека не е често. Максим го носиме во Градинка, тоа мораме, а големите на сите активности одат сами, факултети, школи, сите други вон училишни активности. Да, вон училишни активности. Има многу разлика меѓу нив тројца. Предпоставувам двајцата, Матија и Маша, ги израснавте некако заедно. Како се согласуваат меѓу себе? Го чуваат ли Максим, помагаат, го носат, го бањаат, си играат со него, го заспиваат? Се тоа што така ни се случи беше планирано од самиот почеток од кога сме заедно јас и Иван. Значи, две поголеми деца се сложуваа кога беа мали извонредно. Само ќе најдевме некој кревет празен, они преминале еден кај друг спија. Едно време додека двајцата беа во пубертет летеа варници и искри, ама сега пак се враќа се на нормала. Еве еден од скорите примери е Маша ја ограбија во автобус и ги украдоа сите пари што ги заштедела и Матија зема од својата заштеда пола и даде као каков гест, да. А он е единствен штедиш во нашето семејство. Мислам дека тоа е, Маја, најголемото очекување на родителите во однос на своите деца, да се сакаат и да си помагаат кога ќе пораснат. Дека нашата најголема инвестиција е тоа да нашите деца кога ќе пораснат бидат она што ние го очекуваме од брат и сестра или од блиски. Главна водилка во животот, затоа што јас и Иван немаме брат и сестри и онда сакавме да имаме едно поголемо семејство, да они секогаш имаат на кого да се потпрат.
со кого да се порадуваат, на кого да се пожалат, така да мислам дека сме на добар пат и они и ние. Максим е миленик на сите, он е главен лик во нашето семејство, да, он е командант, он кажува кога се пали, кога се гаси, што се гледа на телевизија и слично. Среќа па има повише телевизори и компјутери. Кои се твоите најголеми очекувања во однос на твоите деца? Што е она што сакаш да им го пренесеш? Што ти се чини најважно за нив да знаат од тебе? Мислам дека токму тоа, таа блискост меѓу нив и пред се да бидат луѓе во секоја варијанта од животот, во секој момент од животот да бидат луѓе и да се поддржуваат цел живот. Значи, се шекувавме овие денови као во странство, ако заминат, викам само идете во една земја за да не шетаме многу по светот. Да бидат заедно. Да. Ќе ти пречи ли да направиме 5 секунди кратка пауза и ќе се вратиме веднаш? Секако не. Останете со нас. Прашање. Детето ви се доверило за неговата нова симпатија. Вие, по да, ќе му се изнасмеете на лошиот избор. Под Б, ќе го викнете пред гостите да раскаже за симпатијата. Под В, ќе му кажете дека тоа е срамота и уште еднаш да не зборува глупости. Одговор. Ако ви беше тешко да заокружите кој било од одговорите, честитки! Имено, сите одговори се погрешни. Доколку не направите ниту еден од нив, вие сте добар родител. Кој кого расте? Телма телевизија. Се враќаме во разговор, односно во студио со Маја Бечковиќ. Маја ја знаат многумина, ја знам и јас од многу одамна. Маја и Иван Бечковиќ се родители на Маша, Матија и Максим и разговараме за тоа како е да се одгледуваат 3 деца на различна возраст. И сакав да те прашам, дали со Иван делите исти принципи на воспитување? Не, воопшто. Дали се согласувате околу тоа што треба да им се пренесе и каже? Најчесто се согласуваме околу најбитните работи. Тука сме принципиелни околу некои суштински работи, меѓутоа околу 99% од другите работи не се согласуваме, пошто он е една лесна струја, кај него е све лесно, а јас баш не сум до толку опуштена во некои работи, сакам ред и дисциплина затоа што тоа се учи сега и те прати цел живот, така да летаат некоја шварници, ама добро, тоа е све дел од родителството. Темата на денешната емисија е влюбување, љубов и симпатии. И ти имаш адолесцент, тинејџер и мало дете. Сите се влюбени. Сите се влюбени. Како се снаоѓаш со нивните љубовни проблеми? Се отвараат ли, кажуваат ли што им се случува? Дали тебе или на Иван? Они се воспитани така, мислам, ние никогаш во семејството не сме имале тајни, не сме криеле ништо, така да ги кажуваат сите работи, кога ќе дојдат од школа, од факултет, од излагање, кажуваат. Излегов, отидов на автобус, го сретнав ово и ова, она, и значи сите тие работи ги кажуваат, затоа што јас и Иван нели кога сме разговарале како да изгледа нашето родителство, не сме сакале да упаднеме во замката наречена забрана и лага и цело време се вртиме во тоа дека ние нешто браниме, а они нас не лажат и слично. Значи сите работи се дозволени доколку се нели разговарани предходно, додека нели тоа сме го прочешлале, додека сме се договориле, така да они знаат дека имаат бланко дозвола за се додека нели се држат до некои одредени правила кои што сме ги воспоставиле, така да немаме проблеми со тоа, они се добри деца, можам да кажам. Да. А се инволвираш ли во некој нивни избор на симпатија, на љубов, јас на мислам пријателство? дека нема родител кој што тоа не го прави се. Работата е колку сутилно тоа успеваш да го прикриеш или да го покажеш. Најчесто ги советуваме и јас и Иван онака како што мислиме дека треба. Некогаш е тоа прифатено радо, некогаш е прифатено нерадо, меѓутоа на крајот секогаш послушуваат и најчесто на крајот испаѓа, ама вие бевте во право, навистина. Затоа што јас ги учам дека најлесно е да се научи на туѓите грешки, тоа е најевтино, да научиш некој друг што сгрешил, а најскапо е да учиш на своите грешки. Сега не често ме послушуваат, ама на крајот сваќаат дека тоа што сме го зборувале не е баш глупост.
Како мајка ги познаваш сите тројца, претпоставувам, перфектно. За кого највеќе се плашиш во однос на неговиот љубовен избор понатака? Бидејќи сите ние ќе се соочиме со тоа дека еднаш децата ќе ни пораснат и ќе се оженат. Или ќе се омажат. За кого највеќе се грижиш? Мајка како мајка се грижам за сите подеднакво, мислам. Вака, познавајќи ги, можеби некој е понаивен од другите, можда... Јас мислам дека у принцип сите тројца се наивни, што уопште не е добро, некоја добра особина сега во ова време. Меѓутоа, еве да речеме за Маша, она веќе, како што јас гледам, си го има донесено својот избор. Има момче кое што тука ни доаѓа, кое што го сакаме, кое што ни е дел од семејството. Онака си се отсеќаме и ние нормално и он нормално кога е кај нас. Така да ете за нејзе рецимо не се плашам, сосема е окей. Матија е уште 15 години, има девојка. Па него нешто, мислам дека е рано, све се дешам дека има уште време да се размислува за тоа. Максим е постојано заљубен во некој, дали во некој девојче од градинка, дали во некој учителка, да, тоа му варира. Така да. Забавно ви е. Да. Сите деца ги знае како се презиваат, али неговата девојка кажува дека се презива Бечковиќ. Он најавува уште од сега. А кажи ми, што научи ти од своите деца? Може ли тоа да го распознаеш, да го кажеш? Може ли, предпоставувам, знаеш што си ги научила ти? Сите тројца се на еден начин исти, како што ти кажа, многу личат, а на друг начин се многу различни. Да речеме, Маша е многу одговорна и многу би сакала кога јас би можела да ја научам нејзината одговорност и нејзината работливост. Значи тоа кога би можеле сите тројца сите двајца да го научат, од неа тоа највише би сакала. Мати е премногу емотивен. Максим е исто полн со љубов, он само сите ги сака, на сите им зборува, им ги гушка. Значи многу работи сме научиле, меѓутоа веројатно со зборови не може да се опише. Да. А можеш ли да ми кажеш кој кого расте? Дали ние децата си ги растеме или тие нарастат нас? Па мене ми се чини дека процесот на растење е еден незапирлив и трае од раѓањето до смртта. Едно време растеме ние како деца, после кога имаме ние деца растеме со нив, веројатно растат и бабите и дедовците на некој трет начин. Мислам дека многу сме сменети и ние, дека многу не смениле они. Да. Секако на позитивен начин, секако. Така, да. Тука мора да завршиме, мораш да ми ветиш дека ќе дојдеш пак. Да. Ти благодарам многу. Ние збогати емисијата и ќе се видиме во некоја наредна прилика. Секако. Фала. Продолжуваме понатаму, ве молам, останете со нас. Што беше? Кога маж и жена ќе се сакаат. Љубов е некој што го сакаш многу. Кога некој ќе се заљубиш. И да не кажам после што. Љубов значи некоја девојка ако се засака со некој маж и тие со секоја ноќ се гледаат заедно. Се бацуваат. Се бацуваат. Љубов е кога некои двајца се заљубени, потоа тие прават свадба. Љубов е кога некој ќе се баци со друг И се гушкаат. Љубов е чувство. Тоа чувство е преубав. Како те се заљубува? Девојчето се заљубува. Љубов е што сакаш тоа многу да го направиш. Љубов не е љубов кога ќе се скрши срцето. Дека покажува на интернет. Не, бе, кога бе твое срцето. Да, љубов кога ќе се споја. Не е љубов кога ќе се одвои. Или со брат, или со сестра може да се сака. Тогаш исто може да постави љубов. Љубов е некој ако те сака, еве например, мојата многу добра братучетка што се вика Ања многу ме сака. Многу ме сака, малку е срамежлива, но многу е добра. И кога заедно
например, на неколку ќе му падне и машката на женската ќе го крене. Дека кога жена и маж ќе се сакаат и ќе се спојат, тие ќе се спојат секоја ноќ. Така нешто тоа значи. Она што сега го видовте беше разговорот со Маја Бечковиќ, мојата драга пријателка, која што беше доволно љубезна да сподели некои фини семејни приказни со нас, а сега ќе ја видите Кети Илиевска, актерка во театарот за деца и младинци, сериозно шармантна девојка, која што овој пат зборува за своите први симпатии, своите први љубови, како нејзините родители реагирале на тоа и што ја останало како највпечатливо сеќавање од тој период. За себе сметам дека сум била од секогаш темпераментно детенце и дека не сум била многу срамежлива, така што веројатно моите први симпатии датираат од најраните детски денови, односно од градинка, да речем. Не дека многу сакав во градинка додам, како и сите деца што не љубат многу додат на почеток во градинка. Меѓутоа, некако, откако ќе се здружиш со друштвото таму, веќе ти станува се поинтересно. И ми се чини дека, сега веќе и не паметам толку многу, но ми се чини дека првата симпатија ми беше таа. И така нормално, околу него се случува. Се врткаш околу него, гледаш дали те гледа, да седнуваш на масичка кај што седи он, за да јадете заедно. И така, тоа многу весели денови беа. Дури мислам, не можам точно да се сетам на името, а мислам дека се викаше Виктор. Па, знаете како, пак ќе речам во нераната младост, некако многу повеќе се сеќаваме на советите од, барем јас, од мајката, од едниот родител. Бидејќи, веројатно, како девојче, малку повеќе ти е, послободно се чувствуваш кога разговараш со женско, со мајка, отколку со татко. Така што и она што сум го пријавила, прво сум го пријавила кај мајка ми сигурно. На татко ми совет не се сеќам, бидејќи веројатно и него му било срам да зборува со мене. А на мајка ми советите беа, тоа вечно ќе го паметам, бидејќи само да се надополнам, често одев во основно училиште на едни летувања што се организираа преку школа во тоа време. И се пријавував секаде, каде што треба да се оди на зимување, летување, јас се пријавував и одев. И мајка ми викаше, до некаде 6-то, 7-то деление 8-то си, може би не беше 6-то, али дека биде 7-то, 8-то, не си ни граница, не си веќе ни голем ни мал. Мора да почнеш да внимаваш сега тука. До тогаш може да одиш, бидејќи те третираат како дете. После тоа не знам дали можеш да одиш, тоа беа советите на мајка ми. Внимавај, демек. Тука е границата на прераснувањето од дете во девојка, да речам. Сигурно. Јас како и сите, како и повеќето женски, нели, од женската популација воопшто, не бев имуна на влюбување и не бев имуна на, мислам, на она што следува после влюбувањето, бидејќи нечесто влюбувањето е и взаемно, посебно во најраните денови. Нели? Така што ме познавале сигурно, бидејќи кога не си доволно среќен, да речем, условно речено, или тажен кога си, тоа се познава. Јас сум таква личност, сензибилна, да уште од мала секоја емоција ми се познавала и на лице. Така, по гестови, по начин однесување, нели нормално малку се затвараш во соба, па ќе си поплачеш понекогаш. И така, но сите тие работи се минливи и треба да се доживеат, дефинитивно. Во ова издание на Кој кого расте ги видовме Славица, Зоран, Маја и Кети, а сега ќе ја видите и од јавната шпица на оваа емисија, бидејќи тука нашето дружење завршува. Се надевам дека секој од нас извлече некаква поука и се надевам дека ќе бидеме најголемите поддржувачи и најгласните навивачи на нашите деца кога е во прашање љубовта, бидејќи сметам дека треба да ги охрабруваме да имаат искуства кои што ќе им помогнат понатаму во некој нивни избор и можеби ќе ни помогнат нам да сватиме какво дете имаме.
Ако вие имате некакви прашања, сугестии, коментари, ако сметате дека има тема или посакувате темата, било која некоја тема која што ја сакате да биде обработена во нашата емисија, слободно во секое време да ни пишете на кој кого расте @oho.org.mk, адресата ќе ја видите на долниот дел од екранот. Се надевам дека убаво се дружевме и ќе се видиме многу скоро. Се најубаво. Чао.